стандарден термин за анализата на вестите од светот и регионот со Андоновиќ. Добар ден. Стартуваме со она што е најблиску до нас и најново, а бога ми има многу што да се зборува. Ври, ако може така да се каже, во Албанија, опозицијата на протести, вчерашните завршија не така добро, имаше насилство и за денеска најавени. Беа дадени интересни изјави од албанските политичари таму. Да, се интензивираат протестите. Опозицијата вчера покажа голема незадоволство и голема агресивност, би рекол. 20 повредени, доста приведени еден од молотови коктели пред парламентот. Од лидерите на опозицијата, лидерот на Демократската партија на Албанија, која презеде на некој начин лидерската опозиција, лидерското место во овие протести, Љујзин Баша, пред утринава изјави преку Facebook најави дека протестите продолжуваат и денеска. Значи по оние вчерашни агресивни, би рекол, протести денеска очекувавме у најмала рака се смират тензиите, но не. Еве според најавите Баша преку видео на Facebook објавува дека во 18 часот и 30 минути повторно протести. Ке потсетам, вчера имаше протести пред собранието, демонстрантите се обидоа повторно насилно да влезат во албанскиот парламент, имаше молотови коктели, имаше димни бомби. Имаше повредени и приведени. А што е со изјавата Баша кон Рама? Ке ме молиш да ја имаш судбината на Груевски. Да. Оваа изјава доаѓа откако, ке потсетам, Еди Рама во своето ексклузивно интервју за ТВ Пинк, што беше на некој начин куриозитет за една српска телевизија, завчера упати неколку пораки, меѓу кои до опозицијата дека ни со 7000 димни бомби и молотови коктели нема да може да урнат неговата влада, па некако почна да се препукуваат на релација Рама и Баша преку медиумите. Но во секој случај треба да се знае дека една од причините зошто е агресивна албанската опозиција, нивните барања се јасни. На 30 јуни се редовни локални избори во Албанија. Опозицијата сака да има воредни парламентарни избори, не сака локални избори и бара уривање на владата на Еди Рама и формирање на нова техничка влада, која би ги спровела тие воредни парламентарни избори. Од друга страна, Еди Рама, нормално, како и секој човек кој е на власт, не дозволува тоа и вели, мавајте колку што сакате, ние остануваме посветени на нашиот евроинтегративен пат, бидејќи во календарот на Европската унија не е предвидено Албанија да има воредни парламентарни избори. Само ќе докажам во овој контекст изјавите на Еди Рама, кој покрај упатувањето на пораката кон Љујзин Баша и опозицијата, вчера во своето интервју упати неколку пораки кон Белград и кон Европа и кон СЕА. Едно од тие проблематични, би рекол, изјави беше дека албанците на Косово и албанците во Албанија, меѓу нив нема и не треба да има граници, бидејќи се браќа, алудирајќи на тоа дека утре кога ќе влезат во Европска унија, никој од нив, вклучувајќи ја целиот регион, тука веројатно и нашата држава, не треба да имаат граници, бидејќи кога ќе влезат во Европската унија, Европа е без граници. Ама ваквата изјава не изненадува. Па не изненадува, имаше некои би рекол провокации од негова страна со покажувањето на двоглавиот орел, на што новинарката возврати со покажување на една друга иконографија од српска провиненција. Во секој случај нервозата е голема во регионот. Овие протести во Албанија според мене се изненадувачки агресивни, ќе видиме до каде ќе оди и до каде ќе може албанската опозиција и дали ќе успее конечно да го урне, да урне владата на Рама и дури да предизвика некакво слично сценарио какво што она му се случи на она во Македонија. Токму тоа ќе те прашав дали те изненадува агресивноста на овие протести, ама веќе одговор. Па агресивноста ја коментиравме во редакцијата дека повеќе очекував некаква агресивност на опозицијата, на српската опозиција во Белград на оние протести кои еден од 5 милиони се одвива некако случајно или не. Тие два процеси паралелно, имаме протести во Тирана, имаме протести во Белград, опозицијата имаше во Подгорица, имаше во Скопје, имаше во Атина, Бугарија. Не е случајно веројатно, секоја опозиција сака да ја урне власта, секоја власт вели дека опозицијата нема поддршка во народот, српската опозиција го обвинува Вучич дека го продал Косово, албанската опозиција го обвинува Рама дека ги продал интересите на Албанија и дека е коруптивна влада, дури беше наречен и балкански Мадуро, алудирајќи на венецуелскиот за западните држави диктатор
Николас Мадуро. А бидејќи веќе го спомна Мадуро, тоа е уште една од темите кои што ќе се разговараат во Брисел. Имено нуклеарниот договор за Иран е во фокусот, меѓутоа во Брисел ќе се среќаваат некои од најважните луѓе на Европа. Таму се чека и Мајк Помпео, представникот од САД, кој што пак ќе се сретне предходно со Владимир Путин. Како да се забрзуваат некои процеси? Се забрзуваат процесите. Морам само да посочам дека според последните извештаи Помпео требаше да се сретне во Москва со Владимир Путин и со неговиот колега Сергеј Лавров. Не се среќава. Последната информација вели дека неговиот авион е отпатуван во Брисел, каде што ќе разговара со лидерите на земјите членки на Европската унија. Значи првин ќе се координира со своите европски сојузници, па потоа ќе се среќава за неколку дена во Сочи со Владимир Путин и Сергеј Лавров. Една од причините е немањето на исто гледање на работите кон Иран на европјаните со Соединетите Американски држави. Јасно е дека американската политика се радикализира во однос на иранското прашање, како да сакаат да направат некоја воена интервенција и како да Помпео, сега шпекулациите велат, оди да ги убеди своите европски сојузници, да ги информира што е планот на Соединетите Американски држави и нормално да добие подршка од европјаните. Ќе потсетам дека со раскинувањето на нуклеарниот договор и со воведувањето на санкциите на иранската нафта од страна на САД, некои од земјите членки на Европската унија негодуваа, пред се ќе кажам Британија, но и Германија и Франција, кои сметаат дека Иран треба да остане на тој договор за неширење на нуклеарно оружје и складирање на нуклеарен воен отпад, но американците треба да ги намалат санкциите, бидејќи европјаните зимаат и квалитетна и ефтина иранска нафта, потаму ова не им одговара доколку стапат овие санкции во функција. Но од друга страна европјаните се од страна на Соединетите Американски држави во однос на ултиматумот кој го даде Техеран, дека во рок од 60 дена ако не се симнат тие санкции, Иран ќе продолжи да го развива нуклеарното оружје. Помпео и Белата куќа очигледно има донесено некаква одлука, се стравува дека можеби ќе се изведе некој воен напад врз Иран. Она што е последно, го зборувавме во ова студио, е дека носачот на американскиот носач на авиони Абрахам Линколн, значи таа една силна воена флотила и армада е веќе упатена кон Блиски Исток. И она што е последно е денешниот обид да се обвини Иран дека извел напад во Ормудскиот Мореус, каде што тој е под контрола на Иран, каде што поминуваат тие танкери со нафта врз два саудиски танкери на нафта. Први утринава беа обвинети Техеран дека направил воена саботажа. А постојат докази за тоа? Меѓутоа подоцна беше демантирано од страна на самата Саудиска Арабија, која иако е конфронтирана со Иран, изјави и рече за волја на вистината Иран не е вмешан, но сега Иран последно бара што се случи со вашите танкери и се сомнева дека можеби американските разузнавачки служби се обиделе да исценираат некаков лажен напад на Иран за да имаат аргумент да направат контранапад. Па за волја на вистината тоа нема да биде прв пат во американската надворешна политика. Но кога ја зборуваме и оваа тема, јас само сакам да посочам дека Трамповата администрација очигледно е одлучена да игра на поголема територија, ги интензивираше и даноците, односно војната, трговска војна што има со Кина, ги зголеми царините во вредност од 200 милиарди долари на 30%. Од друга страна, Кина пред малку соопшти дека ги враќа санкциите. Што сакам да кажам? Тоа ми е и поентата, дека американците влегуваат во конфликти со Кина пред се поради фактот дека најголемиот сојузник на Иран е Кина. Кина стои зад неа и доколку Иран сака да го легнат на колена, морат и Кина да ја дисциплинираат. И холивудско сценарио. Ајде малку пред крај и ова што сега го начнавме за предупредувањата, односно препукувањата Трамп, Кина и обратно со зголемените царини. Кинезите исто така реагираат, Трамп ги предупредува да не возвраќаат но тие возвратија. И возвратија и зголемени се. Паднати се во вода тие 6-месечни преговори на релација Вашингтон-Пекинг околу намалување на
тие даноци и околу таа трговска војна ќе потсетам една од причините зашто е влезена оваа трговска војна од страна на Трамп. Тој уште во време на својата предизборна кампања за претседател најави дека ќе дисциплинира Кина. Ќе потсетам една од главните причини е индустриската собственост и патентираните производи кои кинезите нели ги крадат од американците и за ефтини пари повторно го продаваат на американците. Сега Кина преговара со Соединетите американски држави, но повторно ќе кажам, Трамп сака да ја дисциплинира и Кина. Последните информации велат дека еден исто така носач на авиони на американската морнарица е во близина на кинеската територија. Во исто време Јапонија, Индија и Филипини прават воени маневри во Јужното Кинеско море. Една од причините е малку да се исплаши и Кина дека и таа не е недопирлива доколку се настане на патот на американските економски интереси. Да, ќе анализираме понатаму во отвореното студио 1. Андоновиќ, ти благодариме Благодараме на секако. вас. Така. Јас и Јана овде правиме кратка пауза. Се раќаме околу 17 часот со нова тема и секако нови гости овде во студиото.